Пронеделите штитови на кралот Деметрика и селото Бонче се највалидниот доказ дека на овие простори постоела македонската држава. Според археологот Душко Дамелковски, кој ги пронеде штитовите, странските археолози, кога ги виделе, па дури и грчките, без сомневање прифатиле дека се работи за македонски штитови. Нашите колеги, што беа да речеме и од Грција, конкретно беше вашето прашање, овие штитови, овие наводи, нивното презентирање од наша страна беше прифатено на најкоректен начин, онака како што е нормално. Се прифаќа и од една страна дека и на оваа територија, всушност, ова е сета територија која што тогаш не постела границата денешна, била Македонија. Беше презентирана и книга за штитовите. 150 делови од нив се наоѓаат во музеот во Охрид. Кога ќе се реставрираат, за прв пат во светот ќе може да се види како комплетно изгледа штитот на македонската фаланга. Делови од нив се уште има кај мештаните од селото Бонче. Тие ги кријат, не сакаат да ги дадат, не од аспект некако некаде да ги продадат, да ги отуѓат од државата, меѓутоа се плашат да немаат некои последици. Се предпоставува дека во Бонче и на врвот висока, над селото, можно е да се наоѓа четвртата престолнина на Македонија, градот Пелагонија. Индициите за постоењето на Пелагонија, значајниот град Пелагонија, не се без основа, независно дали тоа е локалитетот висок или некој сосема друг локалитет на овој простор. Според експертите, државата подитно треба да оддели средства за истражување на овој локалитет, кој може да го даде крунскиот доказ за нашиот идентитет.